Денеска реализираме проект обука за јакнење на професионалниот интегритет на полициските службеници, заедно одделот за внатрешна контрола, професионални стандарди, Министерството за внатрешни работи, Хелсиншкиот комитет и Сдруженијето на новинари на Македонија. Сметаме дека измина многу години, 11 години во кои што и довербата и интегритетот на полициските службеници во континуитет беше рушен и навистина немаме и нема да имаме успех во безбедноста доколку немаме полициски службеници со вистински интегритет. А што значи интегритетот на полициски службеник? Значи одговорност, значи честност, посветеност во работењето, однесувањето према граѓаните, однесувањето према собствената работа. Тоа се постигнува само преку добра селекција на кадри кои што влегуваат во Министерството за внатрешни работи, преку континуирани обуки кои што треба да се преземаат и преку мерките на контрола. Внатрешната контрола, сега го јакнеме и интегритетот и капацитетите на секторот за внатрешна контрола, меѓутоа и воспоставувањето на тој надворешен механизам на контрола на полицијата, што го воведуваме прв пат сега, кој што ќе делува во рамките на Народниот правобранител на Република Македонија, во кој што ќе бидат вклучени и граѓанскиот сектор. Инаку, за да се врати довербата, за да можат сите посветено и одговорно да работат, треба заеднички тоа да го правиме. И граѓаните, и невладините организации, и медиумите, и македонската полиција. Јас навистина сум благодарен и на Хелсиншкиот комитет, и на Сдруженијето на новинари на Македонија, што сака, што прифатија да бидат дел од еден ваков проект. Ви благодарам и на сите вас медиумите кои што целиот изминат период помагате во правилно известување на граѓаните на Република Македонија, а ние ќе продолжиме понатаму да бидеме транспарентни за сите случувања во државата, во Министерството за внатрешни работи и заеднички да си помогнеме да ја зголемиме безбедноста на Македонија.